Во 20 часот проследете го последното издание на Дневникот. Еве што издвојуваме. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов во работна посета на општините Куманово и Липково. Министерот за одбрана Зоран Јолевски во седиштето на Обединетите нации во Њујорк учествуваше на самитот посветен на мировните операции и идните потреби на Обединетите нации во оваа насока. Американскиот претседател Барак Обама и рускиот претседател Владимир Путин по 2 години имаа средба на која разговараа за ситуацијата во Украина и Сирија. Ракометарките на Куманово по завршените подготовки и контролните надпревари подготвени ги очекуваат дуелите во суперлигашката конкуренција. За преостанатото бидете со нас и по рекламите. Добро вечер, трет дневник на К3. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов ја посети текстилната фабрика Босут, компанија која вработува 290 лица, а добар дел од нив вработени преку мерките за полесно вработување. Министерот посочи дека и понатаму ќе продолжи со реализација на мерки и поволности за поддршка на сите македонски компании за проширување на нивниот бизнис и таму ги најави 4 нови мерки за полесно вработување. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов ја посети текстилната фабрика Босут, каде што разговараше со сопственикот и ги посети погоните за производство и воедно се информираше за работата на оваа компанија која вработува 290 лица, а добар дел од нив вработени преку мерките за вработување. Во посета на фирмата бе и директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски, претеникот Зоран Ѓорѓиевски, како и представници од Центарот за вработување во Куманово. Оваа компанија преку мерките за вработување ги искористила поволностите кои владата ги нуди и вработила 100 работници, што значи ослободување на придонеси за плаќање од 1 година и обврска на компанијата да ги задржи уште 1 година. Министерот посочи дека и понатаму ќе продолжи со реализација на мерки и поволности за поддршка на сите македонски компании за проширување на нивниот бизнис, за намалување на средствата за отворање на нови работни места и со пренамена на тие средства во развојот на самите македонски компании, а воедно ги најави 4 нови мерки за вработување. Се работи за мерката само вработување со кредитирање за невработени лица и кредитирање за отворање на нови работни места. Именно станува збор за навистина поволни кредитни линии кои што се реализираат преку Македонската банка за поддршка на развојот, меѓутоа и преку неколку банки во Република Македонија. Агенцијата за вработување објавува на месечно ниво вакви повици, при што секое невработено лице кое што има своја бизнис идеја, која што сака да добие средства кои што се навистина поволни со само 1% каматна стапка, со грејс период од 1 до 1,5 година, со рок на враќање на кредитот од 3 па до 7 години во зависност од категориите, и средства кои што можат да се повлечат преку оваа кредитна линија за само вработување од 3 до 5 до 7.000 евра за носителот на бизнисот, односно за лицето кое што ќе се само вработи, и дополнително по 3 до 4.000 евра за секое ново отворено работно место. Практично се работи за кредити кои што можат да изнесуваат од 3 па се до 23.000 евра. Директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски изјави дека при посетата на компанијата се увидува дека и во текстилната фабрика може добро да се заработува и дека има иднина за оние кои избираат вистинската професија. Нагласи дека има млади луѓе кои избираат погрешна професија, пошто рече остануваат невработени. Преку серија на вакви предлози во кои што ние ги посетуваме компаниите за производство, во текстилот, во металушката индустрија, ќе сакаме да дадеме пример да сите оние млади што ќе избираат идно образование, да изберат вистинско образование за кое што има потреба на пазар на трудот и во иднина нема да бидат невработени, односно ќе бидат од првиот ден на завршување на образованието, ако добро ја поминат и праксата, ќе бидат вработени, односно невработени. Доколку се одлучат па за само вработување, тука се мерките кои што ги најави министерот, значи Агенцијата за вработување од денес ги отвара вратите сите апликанти во наредните 10 работни дена, со кои што сите апликации ќе бидат примени и до средината на месец ноември, тоест ноември ќе бидат одлучени, односно ќе бидат повикани да склучат договор со агенцијата, потоа ќе бидат упатени во Македонската банка за поддршка на развој. Собственикот на Босут Драган Стефановски изјави дека мерките за вработување се добре дојдени за стопанството во Македонија. Овие мерки се
добродетелни за стопанството во Република ова Македонија, затоа што ние како компанија веќе постоиме 8 години, за овие 8 години сме корисници на повеќе видови на мерки и како што кажа и министерот, ние за овие 8 години имаме примерно преку 100 луѓе, млади луѓе во нашата компанија кои сега се и основни носители на дејноста овде што ја работиме и мислам дека овие мерки новите што сега сега најавуваат и така ќе бидат добри и поволни за стопанството во нашата држава. Претиникот од ВМРО ДПМН Зоран Ѓорѓиевски вели дека во Куманово нема странски инвестиции, но се гордеат со домашните стопанственици кои се столб на економијата. Ние во Куманово немаме странски инвестиции, ние се гордееме со нашите стопанственици кои се столб на економијата во градот Куманово. Така да со сите оние можности кои владата на Република Македонија може да им помогне на стопанствениците да економскиот развој им биде уште поголем, ќе настојуваме со сите наши можности да излеземе во пресрет на стопанствениците за да стапката на невработеност во Куманово која е на многу високо ниво ја намалиме со некој пост. Министерот Спасов по посетата на фирмата Босот ја продолжи посетата во Ризаре, Липковско, каде што пушти во употреба дневен центар за деца со посебни потреби и градинка. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов покрај посетата на фабриката за производство за заштитна опрема присуствуваше и во општина Липково на свеченото пуштање во употреба на нова детска градинка и дневен центар за деца со пречки во развојот. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов покрај посетата што имаше со представници на бизнис заедницата во Куманово при посетата на фабриката за производство на заштитна опрема присуствуваше и во Липково на свеченото пуштање во употреба на нова детска градинка и дневниот центар за деца со пречки во развојот. Станува збор за инвестиција која чинеше околу 37 милиони денари за изградби на двата објекта. Капацитетот со кој ќе работи детската градинка е за околу 60 деца за згрижување, додека дневниот центар за деца со пречки во развојот за почеток ќе започне со капацитет на 20 деца, а потоа ќе има простори да се зголеми. Станува збор за комплетно два нови, модерни, современи објекти, чија инвестиција чинеше околу 37 милиони денари за изградба на детската градинка и на дневниот центар за деца со пречки во развојот. Правичниот капацитет согласно стандардите за детската градинка е за околу 60 деца згрижување, додека пак дневниот центар на почетокот ќе започне со капацитет од 20 деца, меѓутоа потоа има простори да се зголеми капацитет. Спасов посочи дека целта на владата е да ја прошири мрежата во изградба на детски центри за згрижување на деца со пречки во развојот и во руралните општини во нашава држава. Ниту една општина да не остане без детска градинка и да имаат можности родителите кои што живеат во рамки на руралните општини да имаат каде да ги сместат, да ги згрижат своите деца во предучилишна возраст или пак децата со пречки во развојот. Ние денеска привршуваме и свечено отвараме два објекта во општина, тоа е градинката и дневниот центар. Ако ние секогаш збориме за еден процес, комплициран процес на децентрализација, јас секогаш велам дека има неколку сегменти во тој процес. Еден од тие сегменти е социјалниот сегмент на процесот на децентрализација или така наречената социјална сфера. Ние денеска како влада во соработка и со локалното ниво и со градоначалникот на оваа општина и докажуваме јавно дека овие процеси ги привршуваме со конкретни проекти. Ние и натаму ќе продолжиме и во другиве сфери на овој процес да инвестираме. Министерот истакна дека и понатаму продолжуваат со активности во зголемување на бројот на детски градинки и со проширување на мрежата на дневни центри за згрижување на деца со пречки во развојот, во кои ќе се развиваат способностите на децата. Во периодот на дождови на дојдени реки, жителите на Кумановското село Довезенце го актуализираа својот проблем, кој се заканува да ги изолира од градот. Мештаните го бараат ветениот безбеден мост и сигурни патни врски со Куманово. Дождливото време и стравот од поплави ги натераа жителите на Кумановското село Довезенце да побараат решение за проблемите со мостот. Околу 60 домакинства или 100 жители, како и корисниците на 80 викендички. Криварека ја минуваат преку мост кој е во очајна состојба.
Изграден е пред неколку децении и постои опасност да се урне при налет на надојдени води. Општината порачува дека за нов мост средства нема, како и да е, ветиле санација на овој. До сега повеќе пати се имаме обратено до локалната власт со барање и план да се изврши мост, изгради мост, но за жал без резултати. Нашите маки се многу големи, посебно овој период кога водостојот на реката драстично се зголемува, а имотите и луѓето од другата страна се одсечени. Доколку не се обезбеди мост на крива река, ќе мора луѓето со километри да патуваат на простори каде што нема пат за да стигнат до другата страна, што ќе представува вистинска голгота, посебно зимско време. Би сакале да го прашаме градоначалникот дали е свесен за тежината на нашиот проблем. Нека каже колку пати само до него се имаме обратено за изграба на мост. За жителите на село Довезенце проблематични се и патните врски со поголемите населени места, паднатата селска црква како и невработеноста. Мостот, гробиштата се тако, преку река. Почина човек, не можеше да го сахрани ток до се во град. И моментална состојба е мост, имаме повише проблеми, али мостот е број 1. И тоа бараме ние, градоначалник да дојде, пошто он доваѓа, али кога се избори и кога имаме некоја прослава у село. Беше пред 3-4 години, на еден Божиќ беше тука прослава правевме. Настрана од санирањето на мостот, жителите истакнуваат дека е потребно и чистење на речното корито, затоа што во сезоната на дождови ги поплавува бреговите и обработливото земјиште на имотите. Градоначалникот Зоран Дамјановски информираше дека проектот за чистење на речното корито на Кумановка, кој започна пред 10 дена, веќе привршува. До сега се исчистени околу 3500 метри кубни шут, смет и отпад, додека вкупната сума на тендерот изнесува 3.400.000 денари, истакна Дамјановски. Имаме предвидено неколку типа на машини, значи поголеми машини за големите протоци, помалите машини за суводолини, за бушување на долови. Планираме да прочистиме некои канали во приградските населби и имаме за негде околу 5000 кубни метри износ на оно што се вика шут, корењаци, се оно што го компрометира протокот. Мислам дека на овој начин ќе делуваме превентивно во пречек на есенските, зимските и пролетните врнежи кои може да не очекуваат и на некој начин да санираме можна или да превенираме можна поплава во овие трусни делови, како што се Средорек, Бавчи, како што е Никола Тесла, таму каде што во изминатите периоди имаше изливање речно корито и големи материјални штети. Во Центарот за култура во Куманово се одржа едукативно предавање на тема «Страв, како да го надминеме и да се ослободиме од него». Модератори на настанот беа Јасминка Наумовска, Зоран Ѓорѓиевски и Горан Стевчевски, кои на присутните им образлагаа генезата на стравот и вистинските предизвици кон него. Стравот како психолошка појава понекогаш може да влие негативно врз човекот. Реалното согледување на стравот и утврдување на неговите причини ќе придонесе за негово поресно совладување. Дозата на стравот постои. Обично ние нарекуваме стресна ситуација која доживуваме континуирано секојдневно. Таа стресна ситуација 200 пати дневно. Стравот е основна емоција човечка, нормална инстинкт на секој живо суштество, кога му е загрозен неговиот живот, неговата екзистенција и човекот мора да се состои или да свесно да се сретне со стравот. Зашто тоа како да одговориме на стравот, стресните ситуации секојдневно ги гледам со своите ученици, со своите пријатели, со своите луѓе и така, познати и непознати. Од ваше искуство, сепак, што ви предлагате? Првен поимање на стравот, второ дефинирање со препреката и конечно вистинската таа борба на таа препрека. Кога веќе знам каков е стравот, знам од кој доаѓа изворот, се обидувам да најдам метод, наоѓам метод и го решавам. Нормално прво реагираме инстинктивно, удира у стомакот, потоа реагира во умот
и конечно го решаваме. Ако навремено не се превени стравот, може и да направи одредени компликации, односно невролошки заболувања на човек. Вака да ви кажам, ако стравот знае да се напластува и сега слоевите напластени тие може да доведе до фобии, панични напади. Значи, тогаш потешко така треба да се лупи слој по слој за да се дојде во коренот на стравот. Значи, стравот ние го создаваме, имаме причини за тоа како го создаваме, што го создаваме. Навистина проработката на стравот доведува до освестување што си правиме самите на себе и како тоа си го правиме. По обсежните излагања на модераторите во продолжение во активна комуникација се вклучи и присутните кои поставуваа одредени прашања од секојдневниот живот поврзани со стравот, а на која добија соодветни одговори. Изложбата на 100 најдобри карикатури на тема Снаа свекарва од меѓународниот конкурс Невестинско поклонение 2013 ги мина македонските граници. Автентичниот визуелен продукт од конкурсот, кој е бренд на Крива Паланка, беше представен во рамките на културната манифестација Есенски шуменски вечери во Шумен, пошто изложбата ќе биде поставена во повеќе градови од Шуменската област во соседна Бугарија. По успешното представување на најдобрите дела од меѓународниот конкурс за карикатура Невестинско поклонение 2013 низ повеќе градови во земјава, изложбата најде на голем интерес и воодушевување и надвор од границите. Периодов 100 најдобри карикатури на тема Снаа свекрва од бројни уметници широм светот се изложени во градската галерија во Шумен, пошто следува нејзиното представување во Нови Пазар, Каспичан и Смедово во соседна Бугарија. Иницијатор и автор, како и технички координатор на изложбата, чија тема е универзална, но и навистина интригантна, е кривопаланчанецот Стојанче Величковски, кој вели дека ако една слика кажува 1000 зборови, низ карикатурите се раскажани многу приказни, кои се служуваат да бидат видени. Ние како кривопаланчани бевме особено горди што присуствувавме во предвечерието на официјалното отворање на есенските шуменски вечери со изложбата на карикатури која што беше поставена во градската галерија во Шумен, која најде на воодушевување, слободно можем да кажам, затоа што на самото отварање добивме понуди да гостува и во останатите градови во Шуменската област. Ќе биде гостин изложбата во Нови Пазар, во Каспичан и во уште еден град кој што ни беше гостин на фестивалот во Крива Паланка, на фолклорниот фестивал Свети Јаким Осоговски. До сега изложбата 100 најдобри дела од меѓународниот конкурс за невестинско поклонение од село Конопница, Крива Паланка, беше представена во Свети Николе, во Радовиш, во Скопје како централна изложба, во Куманово и исто така беше представена во Тополовград во Република Бугарија. Одговорните не го кријат задоволството од големиот интерес за изложбата која изнудува насмевки и позитивно расположение кај посетителите. Реакциите на публиката се не секојдневни, ми се чини дека уште повеќе ќе има интерес за ова изложба, особено овогодинешната тема која што е уште поспецифична, па така користам прилика да ги поканам авторите кои што наскоро ќе биде објавен конкурсот за оваа година, кој што ќе биде на тема мажот како колатерална штета во односот меѓу снаата и свекрвата. Поставката се реализира во рамки на традиционалната манифестација Невестинско поклонение на Свети Теодор Тирон, возобновена под покровителство на локалната самоуправа на Крива Паланка, градскиот музеј и местната заедница на село Конопница. Во просториите на Центарот за култура Трајко Прокопиев по 17-ти пат се одржа проектот Промоција на хумани вредности во организација на Општинскиот Црвен крст. Според организаторите, овој проект постигна одредени резултати, а воедно и придонесува за поголемо зближување на етникумите во Куманово. Црвениот крст од Куманово преку разни настани придонесува за промоција на мултиетничките вредности. Токму и проектот Промоција на хуманите вредности е од таков тип и се одржува секоја година.
Како тече ова кампања за промоција на хуманите вредности? Еве, вие учествувате неколку години наназад, што може да ни кажете твоите први печатоци? Значи, јас сум дисеминатор веќе 2 години во рамките на Црвениот крст. Ние знаеме дека постои проектот ПХВ, тоа значи промоција на хумани вредности. И можам да кажам дека овие 2 години беа многу убави за мене и многу убаво искуство, пошто имаме прилика да правиме проекти, да се зближиме меѓусебно албанци, македонци, турци, роми и да ги запознаеш од поблиску, да ги запознаеш младите луѓе кои стварно многу се нашите амбасадори и имат волја за да работат и све тоа. И сега ова е поетско читање, тоа се дешава во низ цела Македонија, на секој град каде што постои Црвениот крст, така да и ние вечера организиравме поетско читање. Има деца што сакат да читат, ги слушнавте и тие песни што децата, и јас значи многу сум задоволна и од дете. Преку промоција на хумани вредности, Црвен крст на Општина Куманово организира ПХВ поетско читање. Значи ова се организира по повод финализирање на веќе започнатите проекти во месец јануари. Присуствуваат писатели од Куманово, волонтери од албанско и македонско говорно подрачје. Поканети се сите кои сакаат да читаат. Веќе 17 години се организира ПХВ неделата, а веќе 4 години се има представи, флешмоб, еве оваа година е поетско читање. Да се надеваме дека во иднина ќе има слични проекти кои ќе дадат позитивен импулс во градењето доверба на етникумите во Куманово. Министерот за одбрана Зоран Јолевски во седиштето на Обединетите нации во Њујорк учествуваше на самитот посветен на мировните операции и идните потреби на Обединетите нации во оваа насока. Министерот Јолевски во повеќе наврати досега укажа на тоа дека Македонија високо го цени придонесот на мировните операции на Организацијата на Обединетите нации кон одржување на меѓународниот мир и безбедност. Во тој контекст, министерот посочува дека Македонија сериозно ќе ги разгледа можностите за зголемен придонес кон операциите на Организацијата на Обединетите нации согласно потребите на организацијата и националните капацитети. Генералниот секретар на организацијата Бан Ки Мун во своето обраќање пред присутните порача дека потребата од мировни операции никогаш не била поголема. Самитот кој се одржа на маргините на 70-то Генерално собрание на Организацијата на Обединетите нации на едно место ги собра контрибуторите кон мировните операции на Организацијата на Обединетите нации, како и оние кои планират идно можно учество во рамки на овие мировни мисии. Македонија од 2007 година е дел од мировната операција Унифил во Либан. Досега се извршени 7 ротации на позицијата штабен офицер. Американскиот претседател Барак Обама и рускиот претседател Владимир Путин по 2 години имаа средба на која разговараа за ситуацијата во Украина и Сирија. Кинескиот претседател Кси Џинпинг изјави дека Кина ќе даде 8000 војници во мировните мисии на Обединетите нации, со што ќе стане најголем учесник во мировните мисии. Чешкиот премиер Богуслав Соботка смета дека војната интервенција на членките на коалицијата на повеќе од 60 земји, кои заедно се против исламската држава, нема да го реши конфликтот во Сирија, туку тоа треба да го сторат самите арапски единици. Следуваат вестите од светот. Американскиот претседател Барак Обама и рускиот претседател Владимир Путин по 2 години на маргините на годишната седница на Генералното собрание на Обединетите нации имаа средба на која разговараа за ситуацијата во Украина и Сирија. На средбата Обама и Путин постигнаа согласност нивните воени официјални лица да разговараат за тоа како да се избегне судир околу потенцијалната операција во Сирија и улогата на сирискиот претседател Башар ал-Асад. Путин, кој средбата ја оцени како многу корисна и отворена, по разговорот изјави дека според него постои основа за соработка во заедничките проблеми. Путин изјави дека има најголемо почитување за своите американски и француски колеги, но дека тие не се сириски државјани и за судбината на Асад треба да одлучи сирискиот народ, а не Обама или францускиот претседател Франсуа Оланд. Кинескиот претседател Кси Џинпинг изјави дека Кина ќе даде 8000 војници во мировните сили на Обединетите нации, со што ќе стане најголем учесник во мировните мисии, за кои над 50 држави најавија 30.000 нови војници и полицајци. Најавата на Кси доаѓа во време кога Пекинг сака да покаже дека одговорен меѓународен играч, бидејќи се зголемува загриженоста поради јакнењето на кинеската војна моќ и нејзините територијални спорови во Азија и Пацификот. За време на посетата на САД, Кси Џинпинг и американскиот претседател Барак Обама постигнаат договор дека двете држави ќе го зголемат придонесот во мировните сили.
За сега Кина учествува со 3000 своји војници во мировните сили, од 106.500 војници, полицајци, советници, а најголем е кинескиот контингент во Јужен Судан. Чешкиот премиер Бохуслав Соботка смета дека војна интервенција на членките на коалицијата на повеќе од 60 земји, кои заедно се против исламската држава, нема да го реши конфликтот во Сирија, туку тоа треба да го сторат самите арапски единици. Ова го изјави Соботка на самитот за борбата против исламската држава и тероризмот во Њујорк, чиј домаќин е американскиот претседател Барак Обама. Ние подготвуваме проект за обука на ирачките полицајци и снабдување на авионите Ил-159 за употреба на ирачката влада, рече Соботка на чешката државна телевизија. Република Чешка е една од активните учесници на коалицијата и досега има испратено помош во муниција во Ирак. Најголем дел за курдските борци обезбедува хуманитарна помош за Курдистан, каде има многу бегалци. Ракометарките на Куманово во овој моменти дебитираат во домашното првенство во салата на средното училиште Перонаков, а противник е екипата на Прилеп. К3 телевизија оваа сезона ексклузивно ќе ги емитува надпреварите на ракометарките на Куманово во суперлигашката конкуренција. Надпреварот требаше да биде одигран викендов на гости кај Жито Прилеп, како и да е Кумановки ќе ги вгостат прилепчанки во вторник вечер пред својата публика. Одложувањето ќе им даде можност на спортските миленички на Куманово подобро да се подготват во пресред на првиот настав во елитата. Предводникот на клубот Зоран Јосимовски истакна дека неговите девојки се расположени за победа. Почнемо првенство во следниот викенд, задоволни од досегашниот развој на настаните, одигравме 3 пријателски надпревари, во 2 успеавме да издвоиме победа. Се уште очекуваме повраток на повредените ракометарки, така да во догледен период ќе бидеме комплетирани и целосни за да успееме да продолжиме со победи и со добри резултати. Јосимовски нагласи дека клубот од Прилеп е солиден и Кумановки ќе треба да се потрудат за успех. Се уште немаме соодветни информации за да знаеме за каков тим се работи, за каква екипа се работи. Ќе пробаме и ќе ги направиме сите напори да дознаеме што повеќе информации како би се подготвиле што подобро за надпреварот против нив. Што се однесува до поставата, Јосимовски се надева дека ќе може да смета на своите најдобри девојки. Се уште очекуваме повраток на 4 ракометарки, се надевам дека една по една ќе успеат да ни се приклучат и да бидеме се што е можно побројчени во наредниве неколку надпревари. Надпреварот меѓу Куманово и Жито Прилеп е во спортската сала во вторник, тргнува од 20 часот и 30. Селекторот на фудбалската селекција на Македонија до 21 година Благоја Милевски го соопшти списокот на фудбалери на кој ќе смета за квалификациониот надпревар против репрезентацијата на Северна Ирска на 13 октомври на гости. На списокот се следните фудбалери: Игор Алексовски, Дамјан Шишковски, Давор Талевски голмани, одбрана Ѓоко Зајков, Висер Муслију, Лео Најдовски, Алекс Амановиќ, Бесир Демири, Филип Ристовски, Мевљан Мурати. Среден ред: Бобан Николов, Енис Барди, Бесмир Бојку, Бурхан Мустафов, Даниел Аврамовски и Давид Бабунски. И во нападот Маријан Радевски, Кире Марковски, Виктор Ангелов, Тихомир Костадинов, Демири Мери и Стефан Мишев. Вести од меѓународен спорт. Второто коло во фудбалската лига на шампиони ќе тргне со дуелите во групите Е, Ф, Г и Х. Европскиот првак Барселона ќе го пречека Бајер Леверкузен без Лионел Меси, кој поради повреда на тетивата ќе отсуствува од терените околу 6 недели. Овие две екипи во Лигата на шампиони играа во осмина финалето во сезоната 2011-2012 и тие дуели не ги паметат подобро во Леверкузен. Барса тогаш победи во Леверкузен со 3-1, а во реваншот аргентинецот го режираше дебаклот на фармацевтите, тој постигна 5 голови во победата од 7-1. Бате ќе ја пречека Рома, чиј тренер се соочува со големи кадровски проблеми поради повредите на Джеко, Тоти, Редигер, Кейта. Динамо Загреб во првото коло го шокираше Арсенал, но против Бајерн во Минхен е аутсайдер. Арсенал првите бодови во Лигата на шампиони оваа сезона ќе се обиде да ги освои против Олимпијакос, кој традиционално игра лошо на гостувањата. Макаби во Тел Авив ќе се обиде да освои некој бод против Динамо, кој во првото коло среќно освои бод против Порто.
Португалскиот клуб во дербито ќе му се спротистави на Челси, кој е далеку од вистинската форма на стартот на сезоната. Мориньо со Челси има само 2 победи во премиер лигата во воведните 7 надпревари. Зенит, според искуството во Лигата на шампиони, е фаворит против белгиски Гент, додека неизвестност се очекува на Жерлан во Лион, каде домаќинот Олимпик ќе ја пречека Валенсија. Германскиот тренер Јерген Клоп, кој направи фантастични резултати на клупата на Борусија Дортмунд, би го презал Ливерпул само ако сите во клубот едногласно тоа го сакаат и поставува еден главен услов да има целосна контрола врз трансферите. По лошите игри на тимот, навивачите повеќе не веруваат во Брендан Роџерс и јавно бараат од управата да го ангажира Клоп, кој зеде одмор по авантурата во Дортмунд. Според пишувањата на британските медиуми, германскиот тренер нема против да седне на клупата на Ливерпул, освен тоа негова желба е еден ден да води англиски клуб, но само ако добие целосна контрола над трансферната политика во клубот. Флуминенси и Роналдиньо однав заемна согласност се разделија. Поранешниот најдобар светски фудбалер заминува од клубот за помалку од 3 месеци од кога го потпиша договорот. Бразилскиот ас одигра само 9 надпревари во кои не даде ниту гол, а немаше ниту асистенција. Лошите партии на теренот го сторија своето и за помалку од 3 месеци заминува од Флуминенсе и сега во потрага по нов фудбалски предизвик. Организаторот на Олимписките игри во Токио 2020 година предложи со 5 нови спортови да биде збогатена програмата на најголемиот спортски настан. Станува збор за бейсболот, каратето, сурфањето на вода, скейтбордингот и спортското качување. Препораката ќе биде разгледана од страна на Меѓународниот олимписки комитет, а конечната одлука соопштена во август до година во Рио де Жанеиро. Според правилата, градот домаќин има право да предложи проширување на програмата со еден или повеќе спортови, но конечната одлука односно одобрувањето е во рацете на МОК. Доколку предлогот на Токио биде усвоен за сите 5 спорта, во јапонската престолнина ќе присуствуваат уште 474 спортисти. Времето во Македонија беше променливо облачно со сончеви периоди. Да проследиме метео за североистокот. Тоа беше се за денес. Ви благодарам што не следевте. Пријатна вечер.